Добредојдовте во Green is Easy, каде што држливоста се среќава со едноставноста. Ова е соработка на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Ласнињас Делтулк, основани од Европската унија. Уживајте. Денеска со нас го имаме Андре од Sunnylands, не е Sunnylands, Sunnylands. Така што прво, Андре, како си? Супер и многу ви фала на поканата, баш ми е мило дека сум тука. Да, фала ти на тебе. Здраво, Андре, и од мене. Здраво. И сега прво, не Sunnylands, туку Sunnylands. Што е уствари Sunnylands, со што се занимавате, кои дејности и малце повеќе да ни подобјасниш еден вовед да ни дадеш, што и како правите? Супер, фала на прашање. Sunnylands, а инаку сите не викаат Sunnylands, дали дека е поради името. Sunnylands е компанија која постои долги години. Фамилиарна компанија е. Јас сум дел од неа, втора генерација, инаку собственик во компанијата е татко ми. Имаме неколку дејности. Денеска најверојатно ќе се задржиме на нашата еколошка дејност. Меѓутоа јас би ви ги навел другите дејности, значи постоиме повеќе од 30 години. Вршиме дистрибуција на прехранбени производи до пекарската индустрија. Друг дел ни е до сладкарството. И најинтересните две дејности за кои што ќе разговараме повеќе денес најверојатно се еколошката дејност собирање и рециклирање на отпадни масла и производство на електрична енергија од обновливи извори. И имаме доста да кажеме за тоа што го правиме во поглед и на еколошката едукација, која што е поврзана нормално со отпадот со кој што управуваме веќе долги години. Така да накратко тоа е Sunnylands. А ако ви интересира, можам да кажам повеќе за како почна нашата еколошка приказна. Може се разбира. Дека нели секоја нова идеја си има своји моменти и така. Таа почна случајно во 2007 година, кога ние забележавме, односно татко ми забележа во Њу Јорк, како таму доаѓаат цистерни и застануваат покрај рестораните и го собираат отпадното масло. И ние, бидејќи една наша дејност е продажба на прехранбени производи, меѓу кои сончогледово масло, до мелничко-пекарската индустрија, беше некако компатибилно да видиме, чекај, дај нашиве клиенти на кои што им доставуваме производи растителни масла, да видиме што се случува со отпадот, они што го создаваат овде кај нас. Значи тоа говориме пред колку 15 на години, пред 18 години скоро. И така почна проектот експериментално, значи тогаш немаше ни дозволи, ни систем, никаква регулација немаше на тоа и никој не ни знаеше ни дали тоа ќе биде некој комерцијален бизнис модел и што ќе се случува со тој отпад. Така почнавме, па потоа на наша рака направивме и проект, го истраживме и пазарот. И во 2009 година ја добивме првата дозвола од нашата држава за собирање, транспортирање, третман и управување целосно со овој вид на отпад. И од тогаш до ден денес имаме доста големи успеси во тој дел. И сме доста горди на тоа, тоа повлекува и други работи во поглед на еколошката едукација која што ја правиме за тој вид на отпад. Токму тоа и моето второ прашање, кои се всушност зелените практики на Sunnylands, да го именуваме правилно. И во тој правец, која е процедурата, што се случува со приказната, со маслото, од кога ќе го земете, што се случува по тоа? Така, тоа е многу важно да се пренесе, бидејќи отпадот на еден начин треба да се третира и како производ, односно следливост на него е најважна. Од местото каде што ќе се собере, што се случува со него и каде завршува. Нели за да не ја загадиме животната средина и да е оправдан системот кој што е добил лиценцата за да го бава тоа. Ние од 2009 година најнапред нормално го опфаќаме делот на хорека индустријата. Значи сите кафани, ресторани, сендвичари, секој што создава отпадно масло во својот производен процес. Сите компании си добиваат договор, како ние како овластена фирма им доставуваме договор, им доставуваме амбалажа, која што потоа се заменува и така почнавме да ја развиваме нашата колекторска мрежа, каде што возила и обучени лица одат да го соберат отпадот и потоа тој отпад влегува во нашиот систем, тој систем за управување со отпад, каде што еве го инаку, ова е во оваа тегла е отпадното масло. Добро. Кое што е ресурс за да се добие биодизел, тоа на кратко може после да објаснам. Може. Значи овој вид на отпад се собира во амбалажа, доаѓа во нашиот систем, влегува во топлинска комора, мора да се загрее, бидејќи гледаме дека има и талог. Да. Тој талог е неупотреблив, ќе објаснам зошто. Од кога ќе се загрее, влегува во систем на филтрација,
со специјални пумпи и специјални филтратори, потоа се пренесува во специјални иноксни канистри, цистерни големи, тоест, и таму има додатно таложење, од кога се вади целосно талогот, кој што маслото го содржи, тоа е од пржење компири или или други видови на храна во него. Тогаш ще добива еден чист еко производ, кој што ние го извезуваме до фабрики за биодизел во Европската унија. Ова е биодизел, значи тоа Тоа е готов продукт практично. Тоа е готов продукт. Да. Тие фабрики се специјализирани да користат оваа суровина со додаваат алкохоли и катализатори и тоа е во еден голем производен процес, технологија за производство на биодизел и го добиваат тогаш овој зелен производ биодизел према стандардите N14-214, тие се познати стандарди на ниво на Европска унија, односно 80% го намалува загадувањето во однос на фосилните горива. Да, тука уште едно подпрашање ми се јавува, што доколку ова не го прават нашите компании и сендвичарници и така, и сите што го користат маслото за... Дали се обврзани? Супер, две прашања одлично. Број 1, ова е доста штетно. Значи, тоа е најважното. Да. Доколку не го прават ова, има неколку познати примери во реалноста секаде во светот, каде што се исфрла несоодветно овој отпад, какви проблеми може да настанат поради тоа. Број 1 може да ги запуши канализационите системи, значи ако го фрлиш во канализација, овој материјал се стврнува во зима. И се прави како една каша, како цврста супстанца бела и директно го запушува одводот, потоа може да има истекувања, исто така може да истече во реките и во почвата. Иако се смета за неопасен отпад, сепак е доста штетен и затоа има и регулативи и системи за да правилно се справуваме со него. А друг момент што е доста важен е дека и луѓето и производителите кога пржат треба да внимаваат често да го менуваат, бидејќи доколку се помине границата на колку треба да се пржи маслото, станува и канцерогено за конзумација. Значи, кога добија црна боја и незгоден мирис, веќе требало да биде сменето, значи да не се препржува со маслото. Тоа е број 1, а број 2 што беше прашањето? Дали се обврзани сите компании, не знам, што се занимаваат со прехранбена индустрија, што готват, дали они мораат да соработуваат со вас? Така, законски мораат. Тоа е од 2013, мислам дека државата го донесе, каде што они во дејноста прехрана, значи кога произведуваш нешто или работиш со храна, мора да имаат договор со овластена компанија која е лиценцирана да го собира тој вид на отпад, мора да имаат склучен договор. Сега подобрувањата би биле доколку би имало почест инспекцијски надзор и по како се вика почест реален мониторинг на работата за да се процени дали све тоа соодветно се собира и се предава на овластената компанија. Меѓутоа има и тоа е добро. Има и многу подобри законски регулативи кај што можеме да одиме понапред према Европската унија како прави за овој тип на отпад и други типови на отпад. Меѓутоа добро е што има законска рамка каде што мора да имаат договори да го предаваат. Сакав да прашам и кои се размерите, пример дали ова некој размер како пример од не знам сега во што мерите колку литри масло искача биодизел. Дали има некој с размерот не е скоро 1:1 затоа што реков дека нели се додава алкохол и катализатор. Значи да речеме од 1000 литри отпадно масло не се добива 1000 литри биодизел, бидејќи додаваш и одреден процент на катализатор. Ама се меѓутоа скоро 1:1. Добро, тоа. Бидејќи потоа па и во биодизелот останува глицерин како резидуален отпад и сапуни. Да, тоа ми падна следно како идеја што се случува со биодизелот на крајот, иако тоа и не е твоја тематика, да речеме, ама сигурно знаеш дека до тоа се уште се продуцира нешто понатаму. Да, тоа е многу важно за да разбереме како функционира еден систем за ова да може да има некоја вредност и да заврши каде што треба. Важно е да разбереме дека трошокот се зголемува за да може еден отпад правилно да се собере, да се истретира, значи инфраструктурата за да се собере, потоа да се истретира технологијата и на крајот каде ќе заврши, зашто ќе се употреби повторно најверојатно технологија. Има и отпади што се реупотребуваат на друг начин, али еве кога говориме за Европската унија, односно лидерите земји во Европската унија како Австрија, Германија, Холандија,
имаат направено цел систем за ова вака да функционира и фабриките да имаат интерес и собирачите ние да имаме интерес за сето тоа да има вредност и да се изфинансираат тие модели да бидат одржливи. Како го прават тоа? Фабриките се стимулирани на ниво на Европска унија, каде што имаат плански производства и кога они, например, од вкупното производство, да кажеме, ако се уврзат 30% биодизелот, бидејќи биодизел се прави и од отпадни масла и од растителни масла нерафинирани. Сега ова се вреднува и се стимулирани за ова, доколку одреден процент, 30% да кажеме, произведат биодизел од отпадни масла, тогаш добиваат стимулации. И така они можат да платат за оваа суровина до собирачите, а собирачите да го одржуваат, да одржуваат инфраструктурата, сите трошоци и целата технологија за тоа да се преработи. Значи повторно некој плаќа, кој плаќа државата, односно данъчните обврзници во Европската унија. И така се креира еден модел каде што стварно ја заштитуваме животната средина, има економски бенефит, еколошки бенефит и социјален бенефит. Дефинитивно. Спомна, значи 2009 вие почнувате со поише еколошки да се ангажирате, 2013 веќе се усвојува тоа. И сега ти ми ги спомна пред подкастов двата проекти на кои што работите, сте работеле, него сватив тоа ќе ми обясниш поише, рециклирај и донирај и учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло. Покажи нешто маце поише за тоа. Да, тие се два проекти со кои што многу се гордееме на еден начин, бидејќи се дел од овој систем што го објаснив, значи веќе колку 15 години го имаме еколошкиот модел за собирање и рециклирање на отпадни масла. Меѓутоа веќе негде после првите 5 години почнавме соработка и со општина Охрид беше првата во 2011 мислам, бидејќи има огромен проблем со канализациониот систем, рестораните го истураат тамо. И имавме заеднички проект, ни помогна луѓето од општината да со што повеќе ресторани вклучиме договор и тоа ден денес функционира, денес цел Охрид, значи враќа во нашиот систем. Супер. И нивната свест се зголемуваше и на значи тоа ни беше дел од работата, и сега збориме за домакинствата и проектите и дечињата. Меѓутоа најголемиот ефект се постигна најпрвен преку најголемите создавачи на отпад, за да можат да го враќаат како што треба, а тоа се производителите на храна, каде што долги години нашиот обучен тим ги посетува и им објаснува и се креира една навика, инаку и ние го плаќаме овој вид на отпад, значи им плаќаме за да им дадеме еколошка услуга. Да. Иако тоа законски не е така, меѓутоа за да ги мотивираме сите создавачи, даваме и некои финансиски придони за секој собрано кило, за да тоа се како се вика се случува континуирано и како мотивација. Сега кога говориме за рециклирај и донирај, значи успешноста на моделот на натера да одиме и малку понатаму, односно да поработиме и на еколошката едукација, не само на производителите, туку и на домакинствата и на малите дечиња, тоа е проектот во градинките. Кај рециклирај и донирај, тоа е една екосоцијална платформа, веќе има над 1300 редовни собирачи од домакинствата. Проектот ни е заедно со Љубезност, за Сдружение на граѓани Љубезност, каде што ги доделуваме кантичките од 3 литри на секој домакинство, кој е доброволен е проектот, ништо не го чини домакинството да се вклучи, само треба да го собира масото, која ќе ја напуни оваа кантичка од 3 литри, треба да ни се јави, нашиот тим му ја подига, му доставува чиста кантичка и за секој 3 литри доделуваме половина литар сончогледово масло како награда, бидејќи нели имаме дел и продажба на сончогледово масло и тоа видовме една економска стимулација да им дадеме на тие што на вистина ќе собираат и ќе го користат. Да. Сега они може да одлучат дали за себе ќе го задржат или ќе направат донација до бездомни семејства преку Љубезност. И тоа си имаме цела документација и веќе функционира, мислам им даваме и документ за донацијата и за подигнатиот отпад и тоа веќе функционира, како што кажав, над 1300 редовни собирачи, имаме собрано на 34 тони отпадно масло од домакинствата преку овој проект. Одлично. А донациите се околу 3300 литри на сончогледово масло до бездомни семејства. Значи тоа е еден убав проект кој што го правиме и од други побуди и во иднина да се развие овој систем, се уште не е комерцијален. Значи нема одржливост сам по себе, меѓутоа го правиме бидејќи сме првите во таа индустрија и сакаме да навистина да има еден подобар еколошки момент кога се работи за овој отпад. Дали може некој да се вклучи плюс сега ако сака?
Да, секако. Преку што? Па имаме еколинија, можам да ја кажам еколинијата, Да. 070-264-4444. Таа еколинија е достапна во секој работен ден, во текот на во работното До време. 16-17. До 16-17 часот. Така да, кој сака може веднаш да се вклучи, како што кажав, е доброволно и ќе стане дел од навистина има еколошки свесни граѓани кои што ни е многу драго дека од кога е почнат проектот се вклучија и редовно враќаат, дури и сами постираат и ја шират акцијата доброволно, мислам, Да. кој како сака си ја шири информацијата за да Дали е тоа на ниво на град Скопје или на ниво на Република Македонија? на ниво на цела држава. На цела држава. Значи од секој Одлично, град браво. има од секој град еколошки свесни граѓани кои што се вклучиле и кои што ги обслужуваме. И зашто јас разбрав дека е само на Скопје и си реков како тоа да го прошириме на широко, ама еве го има. Да, не, Добре. се функционира низ целата држава. Следниот чекор е можеби централизирано собирање да се воспостави за овој тип на отпад, малку е специфичен, не е како пластиката, бидејќи пластиката може да има собирни, нели има сега и собирни апарати, Да. што ги поставија пакомак. Малце е поспецифично, меѓутоа има земји каде што со специјални контейнери се поставуваат и на тој начин као да се зголеми и бројот на луѓе кои што ќе враќаат и количините. Да можеш да всушност да добиеш придобивки на литар. Тоест, Да. кога ќе ти се собере сам да одиш да го историш некаде и тоа што си го историл да се книжи на одредено место. Да, тоа би било некој помодерен систем, сега ние директно го работиме за наистина да го протуркаме да функционира, Да. а тоа би било некој помодерен систем каде што ќе евидентира. Сега ќе треба и собирачот малце да биде да ги внесува правите информации, да го донесе материјалот, да го истори, да се евидентира тоа и потоа да се види начинот на мотивација. Но овие домаќинства собират секакво масло. Да, но тоа е супер прашање. Чисто за луѓето сите да знаат, секако вид на растително масло. Значи, дали е сончогледово, дали е маслиново, дали Се е... уедно иде. Да, само од кога ќе се испржи се става и може во истата кантичка да се измешаат. Топ. Бидејќи структурата на растителните масла е горе-доле слична и према тие параметри потоа се прави биодизел. Не кажав само за градинките, може ли да кажам? Како не? Тоа не е исто еден многу интересен проект, што се вика учиме за собирање и рециклирање за отпадно масло. Го почнавме со ОХО, веќе тоа е 5-6 години сигурно, затоа и ликот на Петко е тука. Да. И веќе можам да кажам дека секоја година околу 4000 дечиња во 12 градинки во град Скопје се едуцираат од еколошката програма за отпадно масло, бидејќи за тоа сме специјализирани. Има тука и боенки и многу ни е драго дека градинките секоја година се подобро го имплементираат проектот. Има се поголема креативност, одат и надвор од тоа што е предложено во нашата програма, си прават и представи, имаат и екотворби, песнички, драми, значи оваа година имаме и наградна игра, каде што ги мотивиравме градинките да одат и малце надворот, да бидат што покреативни и ќе имаме можеби една збирка од екотворби и од, како што кажав, и од представи и ќе направиме едно дело кое што ќе се користи, а тоа доаѓа од самите нив и во наредните години. Така да многу ни е драго дека еве значи скоро 20.000 дечиња во последните 5-6 години поминале низ оваа програма. И се едуцирале на еден или на друг начин. И се едуцирале на еден или на друг начин, а преку тоа дел и од родителите кои што сакале се вклучиле и они станале собирачи на овој вид на отпад. Супер. Јас сакав уште едно подпрашање. Ајде. На почеток тоа ми дојде пример кога ги зимат од рестораните маслата. Дали они треба да складираат во нешто посебно, дали има нешто посебно и од ги црпите и дали вие им доставувате нешто во кое што ќе собираат тоа масло или они си имаат буквално не знам некој канти рандом и ви ги даваат на вас? Ние им доставуваме амбалажа. Некои од нив не прифаќаат и во нивни канти се ставаат, меѓутоа сакаме да го стандардизираме тој добро Нормално. прашање. И оваа година најверојатно ќе го направиме тоа, бидејќи веќе инвестиравме во ние си имаме наша амбалажа, меѓутоа некои од нив не сакаат и си ставаат во своје тоа што истрошиле од претходно. Оваа година ќе го стандардизираме, значи ќе си биде стандардна еден тип на амбалажа и тоа е тоа, полесно за сите. Така е. И на тоа работиме, и на тоа треба исто едукација, комуникација, тие се производители, зависи како е системот кај нив направен. Така да меѓутоа супер прашање и тоа треба се направи. Некако многу лесно и брзо ни оди Муабетов.
И за жал јас го имам последното прашање сега. За жал, да. Баш само што почнав. Да, само што почнавме. Онака имаме за разлагување теми. Да, многу подпрашања ни се јавија. Темата е многу интересна и многу едукативна, затоа што го обединува секое домаќинство практично, за да не одиме понатаму што и како. Дали е лесно да се биде екопријателски настроен и некоја порака за крај до младите? Екопријателски, мислам дека тој што сакам може да биде екофрендли, екопријателски настроен. Ама кога сме кај младите луѓе, и сите ние сме били и помлади, сепак општеството ја мислам дека треба да не поттикне сите нас, а највеќе младите. Едно е, како што зборевме преку еколошка едукација, меѓутоа друго е системски да има решенија достапни. Има многу напредни држави кои што навистина инвестирале милиони евра во едукација само. Пример, јас знам за Шведска дека 10 на 15 години огромни средства се инвестирани само во едукација на населението, а сигурно паралелно и во креирање на систем за да биде достапно и местото каде што треба да се отстрануваат видовите на отпад и така натаму. Така да тоа е една комбинација, мислам дека има многу добри иницијативи како Go Green, како овој подкаст, има многу невладини организации кои што работат на тоа. Да, и на концептите нели на циркуларна економија, на сите тие нови работи кои што се можеби се уште реторика на еден начин, не се уште имплементирани во пракса или далеку се од тоа. Тој дел е покриен, сега треба малце и системот, државата да направи некоја по реална, по конкретна програма во која ќе се инвестира за да младите за да ги поттикнат и нив. Да. Пош бидејќи тие утре ќе бидат и предприемачи, ќе работат во општеството и тие ќе ја пренесуваат пораката ако ја добиваат, ја примат и се поттикнат. Што добивате вие од државата сега? Моментално, во кој смисол? Во смисол, дали сте заштитени пред се за тоа што го правите, дали добивате некои придобивки како, без разлика дали се финансиски, значи помал данок, плаќање или некои други субвенции или што и да е од државата да стимулира да се продолжи со ова во иднина? Го добиваме најосновното, значи системот, законскиот систем. Другото све не е приватно финансирано, значи све е финансирано од самиот бизнис модел кој што го објаснувавме, нели? Некои стимулации немаме. Практично освен донесување закон за кој мора да се прави тоа, се друго е оставено на маргините и се друго е оставено на пазарот моментално. Да се снаоѓа. И сега државата може многу да направи во иднина и локално да го развиеме и пазарот за биодизел. Иако сме мала држава, тешко е да се бориме со поголеми економии, меѓутоа има и други мали држави кои што успеале. Значи, на пример, кругот да го затвориме тука, ние моментално го извезуваме овој отпад. Да биде тука, значи да се стимулира производството на биодизел во Македонија. Да. Што повеќе. И уште една информација тука. Пред некој ден читав дека Данска, тоест Копенхаген градот, ќе инвестира во туристите. И на туристите ќе им дозволи да се занимаваат со екологија додека се таму, затоа што сватил градот дека има многу туристи кои многу загадуваат. И за возврат на тоа што еколошки ќе им биде дадено да го направат, дали ќе собираат нешто некаде у некој парк или ќе донесат шишиња што ги потрошиле, добиваат оброци или кафења или сокови или води во одредени ресторани во кои тоа ќе им биде возможено, а да не се лажеме, Копенхаген е, ако не најскапиот, еден од најскапите градови за туристите, каде што едно седнување во кафуле, јас лани бев 25 круни е најефтиното кафе. 25 круни е околу 7,5, значи 4 евра е најефтиното кафе. И тоа некаде не е во Копенхаген, туку во Роскилде, да речеме. Така што тоа што го знаеш од Шведска и еве моеви искуства од Данска, многу е далеко од нас, ама се случува. И ако државата, градот не помогне во целата таа приказна, тогаш остануваме само на вас, кои имате идеја и ја реализирате само со своји средства. А треба градот и државата да финансираат. Да, многу добар пример каже и тоа исто е многу добра поента дека не само на централно ниво, него на локално ниво. Можеби на локално ниво добри држави што се организирани уште поуспешно е. Значи општината, градот,
па тоа се укомпонирано да биде еден централен систем. Може да отворат проекти, сигурно ќе најдат средства и некоја организација би можела да направи голем дел од нештата. Така. Ама за сега Треба волја и треба план. така е, да. Така. Кажи ни нешто, една порака за крај за младите. Младите би им порачал да бидат среќни, задоволни, весели и да секако да мислат на екологијата, бидејќи е многу важна тема и не засега сите нас, а можеби највеќе и најмладите, затоа што во иднина ќе се соочиме со многу повеќе проблеми. Сега не фативме толку општи аргументации што се случува со климатските промени, со загадување во нашава држава, што веќе у многу други држави е средено, значи бидејќи екологијата можеби уиднина може да им донесе и кариера. Како на пример, еве случај во нашава компанија имаме еден сектор кој што е најбрзо растечки. Значи екологијата ќе стане дел од нашиот живот на еден или друг начин, односно унапредувањето на животната средина, каде што главна тема е да бидеме еколошки зелени и да мислиме на иднината каде што во околината во која живееме. Така е. Ти благодарам многу, Андре. Да. Имавме интересен разговор. Некој пат ќе го продлабочиме. На следната сезона подкаст. Обавезно фала и на вас двајца за одличниот разговор. Фала ти и на тебе. А ви благодариме и на вас што ја слушавте официјалната епизода од подкастот Green is Easy, заеднички проект на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Ласнињас Дел Тул, коосновани од Европската Унија. Сакаме да ги слушнеме вашите диви и откачени зелени совети, дали ја претворивте вашата стара чорапа во држач за растенија или почнавте да се грижите и за маслото, како ќе го складирате и каде, дали користевте лушпа од баданат за да ги светнете чевлите. Споделете ја вашата еко-креативност со нас на социјалните мрежи со хаштазите Green is Easy Podcast и Green is Easy, колку полудо толку подобро. До следниот пат, бидете зелени.